Ја прекиниме денеска вообичаената поскапта када го толкуваме Светиот апостол, зашто многу содржајна е оваа парабола за блудниот син и затоа ќе се задржиме на неа колку што можеме да проникнеме во нејзината содржина. Прво, забележлива е дрскоста на синот кој доаѓа кај татко да и ми вели тоа што ми следува. Што му следува на синот? Малку му е тоа што таткото му дал живот и уште нешто како да му следува. Ништо не му следува ако е понизен синот и ако разбере. Меѓутоа, со ваквата перспектива која ја отворе овај блуден син, се покажува дека тој не е задоволен од ништо. И така и понатаму следува, затоа што и она што го добива од таткото, како половина имот, и тоа го прокоцкува. И тоа го потрошува. Ова име на денешниот ден е во суштина име за име на расипниот син. Во црковнословенскиот речник блуден и расипник било исто. Меѓутоа, денеска, кога ние го толкуваме тој збор во нашиот современ јазик, блудник значи нешто друго, а не расипник. Ама расипник е многу потешко уште и од блудник да биде човек. Тоа значи, гледате дека нема никаков обзир кон тоа што треба да биде заедничка и заеднички имот на целото семејство. Утре, ако го оформи тој семејството, тоа е заеднички имот, а тој го троши самостално во разврат. Ете, тоа е, се сеќавам на една исто досетка. Некој татко имал син пијаница, исто така потрошачки настроен, и друг родител го прашува: како е син ти, се поправили малку? Овај сиротиот татко крева рацете на глава и вели: не, ништо не се поправи, остана таков како што си беше. Вели овај другиот татко, мене да ми беше син, јас досега ќе го избркав од дома. Се замислил овај таткото, што е таткото на синот кој е таков непослушен, и вели: да ми беше твој син, јас ќе го избркав до сега. Што сака да каже? Дека заедницата која има таткото со своето родено чедо е многу суптилна, многу нежна. И треба да разбереме ова евангелска периколпа во таа насока. И тоа што овде таткото не е обичен како секојдневен, што како во ова приказна што го кажавме, туку е небесниот Отец таткото. Кога му се враќа некое загубено чедо, потрошило што потрошило, растурило што растурило, ама се враќа повторно, таткото е радосен. Затоа што, браќа и сестри, прво, често пати ние гледаме многу ефимерно, многу мал дел од животот на човека гледаме.
ама човекот е вечно битие. Затоа радоста кај небесниот Отец е голема. Има време да даде плодови човекот покајанието. Важно е да го принесе покајанието. А овој син принесува покаяние. Добро, и на крајот, кога е веќе принуден за тоа, нема што да јаде. Ама сеедно важно го принесува покајанието. Вели нашиот народ, нека е забавено, ама да не е заборавено. Еве така слично изгледа и ова покаяние на блудниот син. Потрошил се, вистина. Расипнички се однесувал кон се, ама и покајанието му е големо. И сега се враќа после покајанието, како се потроши, се враќа во куќата. И замислете, оно што не е напишано во Евангелијето, не го прочитавме денеска. Таткото седи пред врата, гледа дека доаѓа синот, порано пешки се одел, се гледа се оддалеку уште. И вели во умот, еве го овој расипникот. И си влегува во куќата, затвора вратата, и овој расипникот син чука еднаш, чука два пати, чука три пати. Отвори ми, вели татко, а таткото не отвора. Едно време, после подолго време, го отвора прозорецот. Вели, шо такаш? Па нели ти бараша, ти дадам половина од имото, ти го дадов. Ти го прокаткат, малку ти беше сега, дојди другата половина да земиш. Тоа, браќи и сестри, не го вели Отецот, не го вели Евангелието. Туку шо, нешто што е сосема спротивно. Го виде оддалеку Отецот дека доаѓа неговиот син и му тркна во пресред. Можете тоа да го замислите, колку повреден бил таткото во таа ситуација и уште оди да му направи поклон на синот. Он овој развратникот, кој се потрошил. Таков е нашиот Отец. Еден кинески сликар, кога ја слушнал ова приказна, многу го возбудила и сакал да ја нацрта. И ја цртал. Ама го нацртал Отецот како стои пред врата, а синот се движи кон него. Го гледа еден православен верник, тоа и му вели не, грешно си го разбрал, вели. Тука во Евангелието вели, Отецот оди кон синот. Значи не стои, можете тоа да го замислите, да не стои Отецот, што е логично. Како домаќин седи пред врата да му дојде. Не, тој туку му излегува во пресред. Колку е голема понизноста на нашиот Отец небесен, тоа сака да го каже. И овој кинезот брзо разбрал. Вели, сега разбрав што е, ама така не би направил никој татко. Тоа што него не би го направил ние татко, би го направил нашиот Отец небесен. Затоа е ова многу поучна перикопа од Евангелието, затоа што не потикнува сите на покаяние, не прави сите да бидеме спремни за најважниот момент од животот, тоа е покајанието. Да се вратиме со други збори во живот. И затоа и на крај Отец веле, овој мој син мртов беше и оживеа. Зашто ние во гревот, браќа и сестри, како мртовци сме. Мртви луѓе, ама тоа што ќе се покаеме, добиваме нов живот и оживуваме. Тоа е важно и тоа е поттикнувачки за нас христијаните. Затоа и сакав ова евангелска перикопа да ја протолкуваме денеска, зашто е како е недела на блудниот син.
недела пред светата 40-ница, секако дека, ама колку не потикнува на се оно што го носи светата 40-ница. Затоа да имаме секогаш сознание за тоа колку сме му важни на нашиот Отец Небесен, дека ние сме бесен благото кое тој го има и кое го дели. Ова другото, во злато мерено, тоа може за некого нешто да значи, ама што можеш да купиш и најголемите луксузи. Еве земете денес најбогатите луѓе не се мерат дури кон нивното богатство, колку ќе живеат? 100 години. Ако е за 100 години, нека не е тоа зашто ми е за 100 години. Ама замислете тоа вечно некој да живее. Во вечноста да ја има благодатта Божија. Ето, ни го дава нашиот Отец Небесен. Затоа да му сме благодарни секогаш за се, браќи и сестри, милоста Негова да биде на вас, таа да ве чува, да ве храни во сите дни на вашиот живот.